Синот на богот Амон се дуе во персиска носија. Глава 23. Нетрпеливоста што ја чувствуваа македонските офицери во последно време спрема Александар постепено се претвараше во омраза. Неговите најдобри пријатели, Парменион, Кен, Пердика, Клит и другите подоко посматраа како кралот, на штета на македонците се повеќе ги возвишува персијанците. Подбуцнуван од страна на ласкавците и додворувачите, Александар почна да се смета за бог. Хавестетион, Медија и Протеа се натрчуваа кој повеќе да му угоди на кралот, на кого не му беше никогаш доста фалени божествени епитети. На ласкавците им се придружија и персијанците, кои со своите постапки и метани го наведоа Александар да се облекува во персиска носија, да прима пратеништва седејќи на златниот престол и да бара пред него да се паѓа ничкум и да се бацува земјата. После битката кај Гаугамела, Александар беше прогласен за крал на Азија, единствен неприкосновен владетел на Мала Азија, до реката Инд, од Каспиското море до најјужниот дел на Египет. Но нему и тоа му беше малку. Тој се готвеше да ја премине и реката Инд, да стаса до Ганг, да го премине и како што мислеа неговите офицери, да појде на крајот на светот и таму да го снема. Тоа е луд, му рече еден ден Филота на Клит. Не е луд, одговори Клит, тој само сака да биде бог. Јас гледам дека тој се повеќе ги презира македонците. Во последно време низ цела Азија поставува персијанци за сатрапи. Ке те постави и тебе ако му се воличал малку поубаво под кожа, се смурти Филота и додаде. Пред некој ден речи дека македонците смрдат и дека ништо не им помага што се капат во миризлива вода и го мачкаат телото со скапоцени масла. Клит се чувствуваше незгодно. Му се чинеше дека Филота претерува. Тој климна со главата и отиде кон својот шатор, а Филота кај Антигона, кај жената во која беше заљубен. Кога македонците навлегоа во Дамаск и го запленија Дариевото богатство, и таа млада жена и убава падна во робство. Филота ја извлече од кубот робови и ја одведе во својот шатор. Од тогаш тие двајца не се разделуваа. Филота беше грд поради своето богатство и размислив до непресметаност. Но гумина, поради тоа не го поднесуваа, Александар уште во Египет од своите додворувачи чу дека Филота готви заговор против него. Но кралот, сеќавајќи се на детството и добрите односи во текот на војувањето, сметаше дека тоа е клевета. Антигона, убавица од Сирија, го дочека војнот во шаторот со вообичаената љубезност. Од незините црни очи блескаше љубов и преданост измешана со восхитување и обожување. Твојот крал е бесмртен, рече Антигона прегрнувајќи го војникот. А ти, голем јунак си, но што вреди тоа кога ќе имаш и ти и твојата слава? Тоа е прашање, се исправи Филота. Мојата слава нема да умре. Дали знаеш која водеше тесалската конјица на левото крило Каис? Јас. А кој се тепаше во центарот на Гаугамела? Јас го разбив борбениот ред на царот Дарија и за малку не го фатив жив сатрапот, питаме. Жената го гледаше со расширени очи од восхит. Јунак си, голем јунак си, шепотеше. Боговите со тебе ми подарија најголема среќа. Да, се испрати Филота. Александар случајно стана крал. Да не сме ние тука, јас, мојот татко Перменион, Пердика, Кратер, Кен, Менида, Клит и Атал, оваа војна одамно би завршила на штета на македонците. Александар е голем затоа што сме ние покрај него, а тој е детиште. Ти си голем си како бог, рече жената. Стои војнот, немој да се изненадиш еден ден ако станам крал на Азија. Крал на Азија, ти? Засека скромноста ми налага да молчам, но ќе ти кажам во доверба. Има еден македонец, го викаат Лимно. Тој ќе го убие кралот. Антигона затрепери и седна на постелата. Од каде знаеш? Шепна. Не е важно, впрочем вие жените не можете да не разберете наш мажите, што сме слични на боговите. Засега од тебе барам молчење, никому ни збор. Наведнувајќи се на увото на жената прошепна. Може би наскоро ќе станеш кралица. О, викна Антигона, кралица, и сите ќе ме обожуваат и ќе ја бацуваат земјата пред мене. Чудесно, божествено. Засега е најважно да се молчи, додаде Филота и излезе од шаторот. Истиот ден Антигона во доверба му го изнесе овој разговор на еден скопеник на робот Кратеров. Робот му кажа на друг, овој на трет, додека работата не стигна до Александровите уши. Кралот веднаш ја повика жената под својот шатор.
Преберејќи од страв, Антигона застана пред кралот. Во присуство на неколку офицери и персијанци, Александар почна да ја поставува прашања. Ти сигурно имаш намера да станеш кралица, рече. Антигона заплака. Тој што ти го рече тоа ќе стане крал, а ти кралица. Жената непрекинато плачеше. Александар ја фати за рака и ја однесе до една маса на која што стоеше исукан меч и 2 грста златници. Гледај, рече кралот, овде стои награда ако проговориш и меч да ти ја оцеше главата ако молчиш. Избирај. Потоа жената раскажа се што изборувал Филота откако се запознала со него. Кралот дозна дека е и себичен и луд и дека детиште и страшливец, дека сите македонци го мразат и дека еден ден ќе го разнесат со мечеви. Еднаш, кога му реков дека си ти бог, рече жената, Филота почна толку да се смее што се уплашив да не падне мртов. Александар, седејќи на престолот, пребледуваше и црвенееше. Очите му светкаа, а зениците му се ширеа и му се собираа како на мачка. Најпосле Антигона го спомна и војникот Ломно. Тој се нафетил да го убие кралот. Кој е тој Лимно? Праша Александар. Македонец од Хелестера, јас го знам, рече Кратер. Доведете го ваму, тивко рече кралот. Кратер даде наредба на еден стражар да тргне со него. По чаторот завладеа тишина. Александар седеше на престолот и ги пребројуваше кристалните зрна на бројниците. На присутните им се чинеше дека сосема се смирил, но тие што беа најблиски гледаа како и понатаму му се шират ноздрите и очите злобно му светкаат. Тогаш дојдоа Кратер и стражарот, но без Лимно. Што е? Праша Александар. Каде е Лимно? Кога слушна каде треба да го водиме, не нападна со меч. Моравме да го убиеме, одговори Кратер. Кралот стана, му скокна на офицерот и му се внесе во лицето. Предавник, шткртна со завите. Сите сте предавници. Сте губиле само затоа да ги скриете заговорниците. Кралу, мирно одговори Кратер, сметам дека повеќе пати си имал можност да се увериш колку сум ти искрен. Добро знаеш дека не сум предавник. Лимно го убив зашто со гол меч навали на стражарот и на мене. Така ли беше? Му се обрна кралот на стражарот. Да, смело одговори војникот. Моравме да го убиеме. Кралот се прошета по чаторот. Најпосле му се обрна на Катера, во лутина те навредив. Проштевај, сгрешив. И боговите грешат, потврли Медија, но нивните грешки никогаш не одат на штета на луѓето. Боговите и се лутат, но оправдано. Сметам дека тоа го разбира нашиот пријател Кратер. Офицерот го пресече со поглед и не рече ништо. Истиот ден Филота беше врзан, осуден и ставен на маки за да ги каже другите заговорници. На мачењето присуствуваа Хефестон, Медија, Протија и други додворувачи и ласкавци. Александар за тоа време стоеше зад една завеса. Слушајќи како Филота ги заколнува офицерите да го прекратат мачењето и да го пуштат зашто не е крив, кралот се појави од зад завесата. Што е Филота? Рече. Зар си таков јунак кој се осмелил да крене рака на својот крал? Би требало да покаже малку повеќе храброст. Филота ја крена главата и извика. Милост кралу, сети се на нашето детство, ние сме другари, пријатели, јас ништо лошо не сум ти направил. Не си направил, светна со очите кралот, зашто не си стасал да направиш? Продолжете го мачењето. Неочекувано Филота, опфатен од омраза, викна. Погледајте го луѓе, богот Амоновиот син како се дуе во персидска облека. Гледајте го македонецов Варваринов кој со сила се пика меѓу боговите. Ке умреш предавнику, викна Александар. Ке умрам, шкртна со завите Филота, но и ти ке умреш, ке се најде меч што ќе го погоди твоето варварско срце. Имаш ли уште нешто да кажеш? Совладувајќи го гневот, рече кралот. Имам, ке загинеш ти, бесмртен будала. Македонците ке те убијат и ке го фрлат твоето тело на ѓубриште да го растргнуваат кучиња. Убијте го, зазбивано рече кралот Александар и отиде. Истиот ден се убиени околу 20 македонски војници на кои падна сомневање дека учествувале во заговорот. Парменион во тоа време се наоѓаше во Медија. Кралот, плашејќи се да не му се одмазди стариот генерал за смртта на својот син, веднаш испрати сигурни луѓе со наредба да го убијат. Перменион, 70 годишен старец, викна пред смртта. Целиот свој век го помина војувајќи за кралот Филип и неговиот син Александар. Тројцата мои синови паднаа во оваа војна, па да умрам и јас, кога е таква волјата на човекот што се смета за Бог.
Полидамет, еден од старите војници на гардата кралска придружба, кога го испрати Александар во медија по главата на Перменион, плачејќи и проколнувајќи се и себе и кралот истрча од одајата да не гледа како го убиваат стариот. Војникот сепак ја изврши наредбата. Тој ја донесе Перменионовата глава и му ја предаде на Александар. Овој случај ги засплаши сите пријатели на кралот. Некогашните другари, кои толку пати еден за друг ги ставале своите глави во прашање, плашејќи се од предавствата и предскажување, ќутејќи поминуваа и испитувачки се погледнуваа. Секој од нив изгуби доверба во другарот и пријателот, избегнуваа среќавање и разговори, а сите заедно разговараа со кралот кога беа принудени. На Александар му се чинеше дека само подмолност го обиколува, го фаќаше страф од нов заговор. Поради тоа се трудеше секогаш да биде опколен само со најсигурни стражари, одбрани меѓу персиските војници, зашто му се чинеше дека секој македонец го демне. Поради тоа веројатно и се одаде на пиење. На гозбите претерано пиеше, терајќи други да се надпреваруваат со него во пијанството. Тогаш стануваше дрдорлив и толку албаџија, што неговите другари црвенеја од срам. Покрај тоа, ласкавците ги обсипуваше со пофалби и дарови и толку се навикна на нив и нивните зборови, што сериозните луѓе речиси и не ги гледаше. Така неговите некогашни пријатели доаѓаа во тешки искушенија, или да се помешаат со ласкавците и додворувачите и со нив да се надпреваруваат, што им беше одвратно, или да седат настрана и да молчат, што беше опасно. Во тоа време околу Александар почна да се собираат софисти. Еден ден во логорот се појави и Аристотеловиот роднина Калистен. Кога го виде кралот во персиска носија како седи на златниот престол, се зачуди и застана. Но кога забележа како слугите паѓаат ничком и ја бацуваат земјата пред Александар, филозофот гласно се насмеа. Кралот, насилувајќи се да биде љубезен, му преди на Калистен, го поздрави и му подаде пехар полн со врин. Испи го во чест на паметта и храброста, му рече кралот. Со ваков пречек беше обичај владетелот да го баци гостинот. Александар направи движење кон филозофот, наедеш чу зад себе глас на еден додворувач. Велик кралу, тој не заслужува да го баци зашто не падна на колена пред тебе. Александар се оддалечи од филозофот и седна на престолот. Калистен го испи пехарот и рече: така, ќе бидам посиромашен за еден бакнеш кога ќе го напештам овој лого. Ово е прчко како вистински софист, потврли Хефестио. Не паѓам, мирно одврти Калистен, зашто јас сум овде единствен слободен човек меѓу толку луѓе. Кралу, ова е навреда, викна поетот Протеа. Тој ја навредува твојата сила и божество. Молчи, ти најлош од сите поети што живееле секогаш, презирно фати филозофот. Кога Калистен се оддалечи, кралот им се обрна на присутните. Ќе го научам напамет и него и тој што го испратил овде. Бидејќи заповедникот на целокупната македонска коњаница Филота беше убиен, Александар на неговото место стави двајца истакнати офицери, Хефестион и Клит, зашто нив изворедно ги сакаше. Првиот беше додворувач и довереник на кралот, огнен приврзаник за присвојување и примање на персиските обичаи. Хефестион со воодушевување проследуваше секоја постапка на кралот, му се клањаше и покажуваше страв како пред него да се наоѓа вистинско божество. Поради тоа овој офицер, макар што со ништо друго не се истакнал, најмногу му влезе под кожа на Александар. Другиот заповедник на коњицата Клит беше разумен и сериозен. Му кажуваше на кралот почит само толку колку што беше потребно. Секогаш внимателен и воздржлив, знаеше до каде може да се оди до прекори кога кралот со своите незауздани постапки ќе претераше. Тој во борбата кај Граник го спаси Александар од смрт. Кралот тогаш го обсипа со пофалби и дарови, а тој сето тоа го примаше сериозно, не покажувајќи никакви знаци на горделивост. И потоа никогаш не ја спомнуваше услугата што му ја направи на кралот. Кога би претела со фалбите за себе, загреан од пијачка, Александар фрлаше на Клита неспокојни погледи и читаше во неговите крупни очи благ прекор. Тоа е мојата совест. Јасно го гледам прекорот во неговите очи, но тоа е прекор на пријател што ме сака и обожува. Од неговиот поглед избива љубов спрема мене и грижа за мојата иднина. Зашто јас можеби, и макар што сум Бог, сепак еден ден ќе умрам. Кралот, совладан од доброто вино, ја наведна главата. Но многу од дворјаните повикаа:
Ти си бесмртен, ти си Бог, ти нема да умреш. Таа ноќ на гозбата имаше и жени. Повеќето љубовници на офицерите и дварјаните, меѓу нив се издвојуваше хетерата Таида, родом од Атика. Таа со својата милозливост, со духовитите потфрлање изваредната игра го плени кралот. Жената, откако виде дека кралот е разнежен и самата загреана од виното, скокна на масата и почна да игра. Пехарите се испревртија и виното се разлеа. По звуците на флейтите, аулосите и харфите, младата хетера заигра така страстно, што ги занесе дури и најстарите војници. Кога заврши играта, Таида, не покажувајќи знаци на замор, проговори: "Многу сум пропатила во животот, но денешниот ден ги откупува сите маки. Го видов Александар како седи на престолот на персиските цареви. Тоа е најголемата среќа за мене и за сите елени. Но за мене би била најголема радост кога би можела со своја рака да го запалам царскиот двор на оној Ксеркс што ја срушил и запали Латина." Со убав и страстен глас Таида продолжи: "Замислете каква слава би кружила во светот кога една жена од придружбата на Александар би им се одмаздила на персијанците. Тоа што не можел да го направи ни Темистокле, ни другите елински војсководачи би го направила една слаба жена." Таида заврши, воодушевени гласови, вреви и аплаузи одекнаа во салата. Наеднаш Александар скокна, го извлече факелот од алката и викна: "Напред, ќе го запалиме Ксерсковиот двор." Пјаните дворјани и офицери, па дури и персијанците, грабнаа секој по еден факел и тргнаа по кралот, кој со брзи чекори одеше кон дворот. Покрај него, задишена од среќа и возбуда, трчеше хетерата Таида. Откако ја слушнаа вревата и видеа каква намера има кралот, македонските војници се придружија кон врволицата. Бидејќи донесоа слама, суви дрва и гранки, направија огромна клада околу дворот. Тогаш хетерата викна: "Нека му е вечна слава на кралот Александар, македонците и елините. Правдата е задоволена." Со грамогласно одобрување и извици, жената фрли факел на сувите гранки. Потоа Александар и сите дворјани, офицерите и персиците ги фрлија секој својот факел и огнот пламма од сите страни на дворот. Групи војници, дворјани и жени, пеејќи со продираните звуци на аулите, громко ја поздравија оваа гледка. Александар, стоејќи во групата офицери, фрли поглед на Клита и на неговите црни очи прочита прекор. Осветен од силната светлина, Клит стоеше настрана и го гледаше пожарот. Тој, единствено трезен на врволицата, не покажа ни најмал знак на радост. Наеднаш, неочекувано, Александар се развика: "Варвари, гаснете го пожарот, гаснете го огнот безбожници!" Воодушевената толпа од луѓе и жени веднаш се стиши. "Гаснете," викаше кралот, "зашто живи сите мои божествени предци, Херакли и Дионис, сите ќе ве истепам." Додека дворјаните и офицерите стоја, пресечени од чудото, македонските војници, навикнати секоја наредба на кралот брзо да ја извршуваат, нагрнаа со долги стапови да го растураат огинот. Дворот, изграден од мермер, не претрпе големи штети. Хетерата Таида, плашејќи се од гневот на кралот, ја скупна во толбата персиски граѓани и робови, кои оддалеку ја посматраа гледката и ја снема.